Мом! Не. Па што сум правил, ја седнав да те лажам. Нека заврши агонијава више. Испадна и ова све испадна. Ја се препотив. Лина луѓе, овде има вода на маса. Гледај. Дали сметаш дека рубриката Колку чини твојот аутфит е поуспешен проект од Естраден лексикон? Не гледа на копчето, веќе не можеш да го користиш. Знаеш колку пати не им верувам и кога ќе се расфрлат за часовници. Па после снимање ми викаат го сними од блиску. Значи одговорот е да или не? Не. Дали некогаш си бил причината за тоа нечија љубовна врска да заврши? Добро дојдовте во Полиграф. Полиграф е проект во главните личности одговараат на прашања додека се поврзани на вистински полиграф. Секоја прашање мора да биде одговорено со да или не. На самиот почеток сакам да им се заблагодарам на сите оние без кој проект немаше да постои. Големо благодарам до нашиот генерален спонзор Coca-Cola, кој долги години веруваат во мене, па така и овој проект не беше исклучок. Благодарност до Prima Mebel што ни помогнаа со замислата за интериерот на ова студио, како и до Fashion Group што вечерва ме облекува во Springfield. А за овој проект да биде уште поинтересен, имаме Coca-Cola Button. Секој гостин има можност да го притисне Coca-Cola батонот само еднаш за време на тестирањето, што ќе му дозволи да не одговори на едно прашање. А сега време да ви го представам мојот гостин. Марио Арангеловски, добре дојде во Полиграф. Подобро те најдов. Како си? Па да речеме добро. Не ми е најпријатно моментално, ама ќе се снајдам. Дали вечерва ќе бидеш искрен? Ќе се потрудам. Доколку си подготвен, време е да започнеме. Ајде. За да калибрираме машината, првен е потребно да одговориш на некои основни прашања. Дали е твоето име Марио Арангеловски? Да. Дали има вистина што не би сакал да ја слушна јавноста? Па веројатно да. Дали си спремен за полиграф? Не. Се зезам, да. Штом сум тука, спремен. Се занимаваш со пеење, инфлуенсерство, јутјуберство. Имаш учествувано во реални шоуа. Од неодамна стана и водител. А беше и директор во општина. Дали се чувствуваш дека се уште не можеш да се пронајдеш себе си? Не. Ајде да почнеме од пеењето. Ајде. Доколку треба да се опишеш со само една професија, дали најмногу се доживуваш како пеач? Се доживувам како уметник, а се она од претходното прашање, инфлуенсерство, јутјуберство, водителство е само еден мој пат за креативно да се изразувам на платформи кои што јас сум си ги креирал. Музиката е моја прва љубов и дефинитивно ако морам да одлучам што би сакал да работам до крајот на животот, тоа ќе биде музиката, односно пеењето, па нека мојот одговор биде да. Имаш учествувано во повеќе музички шоуа. Дали мислиш дека истите повеќе не можат да направат, односно да изградат звезда? Да. Може би се само добра одскочна даска, ако претходно имаш конкретна визија како себе да се оствариш во таа индустрија. Сметам дека благодарение на социјалните мрежи денеска не ти се потребни музичките, реалните шоуи и така натаму за да се експонираш, оти многу често знаат и да ти извалкаат. Од аспект на тоа што ете јас самиот сум учествувал во многу музички, на многу музички надпревари, каде што сум се изложувал на критика од некој што е можеби компетентен, а можеби и не, и сум бил принуден да верувам во таквите коментари, што подоцна доколку не си доволно зрел и доколку не си свесен за тоа каде си, можат и да ти скомплексираат. Беше дел од музичкото шоу Звезда Гранда во тимот на Јелена Кареуш. Да. Дали е вистина дека позадински таа не работеше со кандидатите од својот тим? Не.
Не нужно се појавуваше на пробите, комунициравме со неја, дури за време на корона имавме видеоповици на Zoom, од аспект на тоа во што ќе бидеме облечени, кој песни ќе пееме, но таа имаше и тим на луѓе, тогаш составен од Ивана Петерс и Мира Шкорич, кои што детално работеа на интерпретациите и на самиот избор на песни. Таа на крајот некако само даваше своја согласност. Но не е дека во целост беше исклучена. Дали е вистина дека доколку сакаш да бидеш во финалето на Звезда Гранда, услов е да потпишеш договор со Гранд? Да. Дали е вистина дека истиот тој договор е многу суров и ги ограничува кандидатите на многу долг временски период? Не знам, не сум бил финалист, за да кажам од лично искуство, од она што сум го слушнал, можам да кажам да, затоа што многумина се жалеле, поради времетраењето на самиот договор. Мислам дека тоа е денеска коригирано, порано беше договор на 9 години, меѓутоа не знам дали е суров, затоа што немам искуство, не можам да ти одговорам со да или со не, нека биде да, само од она што го имам слушнато. Јас договор потпишано со Гранд немам. Дали веруваше дека заслужуваш многу повисок пласман во Звезда Гранд? Не. Стигнав до таму каде што треба, се случува со причина, јас всушност завршив со тоа надпреварување точно во моментот кога требаше да се потпишуваат договорите, а јас не сакав да потпишам договор. Така штете, поврзете си го самите тоа. Беше дел од бугарскиот X Factor? Дали целта на таа учество беше да се пробиеш на нивниот пазар? Не, нужно, затоа што целта ми беше да го доживеам X Factor искуството, кое што ние во Македонија го немаме. Најблиску тука ми беше Бугарија, се пријавив, одлично поминав и мислам дека тоа ми е најубавото искуство кога се музички надпревари во прашање, затоа што таквите музички шоуа се навистина некако по лиценца и каде и да се реализираат на еден вистински начин со едно ниво баш убаво искуство. И стигнав далеко, генерално влегов во топ 6 најдобри машки, тогаш ментор ми беше Криско. Имаш извадено повеќе музички проекти? Дали успехот на истите ти има разочарано? Па ако ми има разочарано, не би бил успехот на нив. Сметам дека немам нешто многу музички проекти за себе авторски, и сметам дека немам хит, и сметам дека немам песна на која што сум супер горд, меѓутоа времето е пред мене, нешто се крчка, па се надевам дека на некое следно видување ќе разговараме темелно на таа тема. Сега за сега одговорот нека биде не, затоа што не ме имаат разочарано, едноставно само сум поминале онака како што и звучат. Мислиш дека не звучат добро? Па не дека не звучат добро, него сум ги правил во еден период од животот кога сум бил дете и се сум прифаќал секакви песни само за да направам песна и со текот на времето и годините сватив дека не е важен квантитетот, туку квалитетот. Џабе ми се мене 20 песни, џабе ми се и 3 албуми, ако не се како проекти она позади што јас би застанал. Имаме, не знам, Волиме, која е српска песна, која што ја снимив веднаш после Звезда Гранда, сметам дека е квалитетен проект. За се останато не би им го пуштил на луѓето кога ме прашаат пушти ми нешто твое. Дали мислиш дека заслужуваш многу поголема музичка кариера отколку што имаш денес? Да. Спомнуваш и дует со оваа личност. Сузе. Дали тоа некогаш ќе се случи? Искрено се надевам. Да, Сузана ми беше и прва гостинка во Естраден лексикон. И со неја комуницирам од времето кога бев на Звезда Гранда и мојата идеја беше да направиме ремейк на нејзиниот мега хит Бум Бум. Дали до тоа ќе дојде, не знам, можеби ќе се случи некоја сосема нова песна, и самата идеја веќе беше реализирана од други артисти во Македонија, така што не знам колку тоа би било ексклузивно во овој момент. Значи, дали веруваш дека тоа некогаш ќе се случи? Верувам, да. Дали е вистина дека ќе се пријавиш на конкурсот за избор на песна за Евровизија 2027? Вистина е.
Сакам да со се да или пријавам. не? Да, сакам да се пријавам. Ако не знам на кој начин ќе биде реализиран тој избор, дали ќе биде интерен, дали ќе биде преку фестивал, јас искрено посакувам да биде преку фестивал. За на крајот од денот не е ни важно кој ќе отиде на таа Евровизија, важно е да излезат нови артисти, да излезат нови песни, да се слушаат макар тие 12 месеци дур таа тема е актуелна. Така што желба ми е Македонија да ја представувам на Евровизија. Можеби имам сиромашна дискографија за да претендирам на тоа дека јас би бил представникот, но верувам во своите квалитети и сметам дека би бил вистинскиот избор. Таму е сепак станува збор за избор на песна, а не за избор на изведувач. Не мора да сум мега популарен со мега хитови за таму добро да поминам. Дали се исплаши за својата кариера на YouTube по повлекувањето на Ивона од заедничкиот YouTube канал? Не. Пати ми прашањето ти е така дефинирано да како Ивона сама се повлекла од YouTube, па јас сега сум оставен на цедило, не беше тоа воопшто така. И веднаш после тоа направив нов канал. Беше можеби тешко да од тогаш не знам колку сабскрајбери имавме, почнам се од нула, но не бев обесхрабрен. И го достигнав малте на истиот успех кога се бројки во прашање, а потоа и се тоа доживеа своја експанзија кога се случи подкастот. Дали некогаш си помислил дека твојата кариера на YouTube би била поуспешна доколку од почеток ја започна без Ивона? Не. Никогаш не сум не сум размислувал на таа тема и мислам дека тоа е една убава наша приказна која што не би, и да го вратам времето, не би ја менувал. Јас со Ивона во тој период бев и многу добар пријател, бев и колега кога е музиката во прашање, израснати сме заедно и некако YouTube каналот беше само составен дел од нашето секојдневие, не и единствената причина поради која што се гледавме. Така што не. Имаш учествувано во едно македонско реално шоу? Дали е вистина дека учеството во истото ти било без финансиски надомест? Да. Зошто е тоа така? Затоа што идејата и концептот на тоа шоу беше далеку поинаква од на крајот како заврши истото. Тоа се го организираше една продукција која што ни ветуваше многу нешта. После тоа требаше да бидеме деца на таа продукција за да не се направат албуми и песни чуда. Меѓутоа шоуто заврши неславно, па и ние си останавме без ветеното. Имаш учествувани во регионално реално шоу? Дали е вистина дека од тоа реално шоу имаш заработено повеќе од 10.000 евро? Испадна и ова све испадна. Не сакам да зборувам за цени. Нели се... Ја колку сериозен стана. Ова го само за да има што да ставиш у најавна шпица, инаку би ти одговорил, ама невкусно ми е да дискутирам на тема финанси. Зашто се смееш, би ти одбил? Батонот ми треба и за наредното си. Ја се препотив. Лина луѓе да има вода на маса. Гледај. Некој ви седел претходно со помади некој. Има вода. Ајде. Нема да прашувам повеќе за ова. Евидентно. Беше директор на Фондацијата за спорт и култура при општина Куманово. Точно. Дали како директор си вработил некого само затоа што ти бил близок? Не. Дали некогаш се срамиш да зборуваш на кумановски дијалект? Не. Морам тука да дадам еден дисклеймер. Сметам дека, кога некој се занимава со јавна професија, треба добро да го познава македонскиот литературен јазик, да знае како да се изразува без да користи странцизми, без да користи дијалект нужно. Јас Кумановскиот го
Зборувам таму каде што треба, тоа е во Куманово, на секој јавен настап, и додека сум бил директор и пресконференции, и на YouTube кога снимам видеа, кога водам подкаст, кога настапувам на телевизија, сметам дека е многу покултурно да зборувам на литературен јазик, меѓутоа дека се срамам од дијалектот, не, напротив, и благодарен сум што го знам, затоа што сметам дека кумановскиот им е интересен на сите останати, а јас сум тој што ми е некако многу познат од самото мое раѓање па до ден денес. Дали некогаш си бил причината за тоа нечија љубовна врска да заврши? Не гледа на копчето, веќе не можеш да го користиш? Нема да го искористам. Па ќе речам не. Неколку пати имаш изјавено дека си разочаран од љубовниот живот. Дали ти е страв од тоа никогаш да не ја пронедеш вистинската личност? Не. Дали во моментов се гледаш со некого? Тебе после снимање треба се шалам, не. Активно не. Дали некогаш си одговорил на хейт коментар од лажен профил? Па ја лажен профил немам. Од мој профил сум одговорил, да, ама од лажен не, пошто немам. Имаш рубрика под името колку чини твојот аутфит? Дали е вистина дека кога јавните личности ќе ти ја соопштат сумата, ти не им веруваш? Не се посветувам доволно на тоа што ти е кажале во видеото. Ниту проверувам дали цените се релевантни, дали работите што ги носат на себе се оригинал или фейк, зашто луѓето дискутираат подоцна на мреживе, ниту пак при монтажа се обидувам да ги извадам од контекст. Тоа што го кажале, тоа оди во етер. Јас го пишувам тоа што го кажале. Дека имало цени од кои што ми се вртело у главата, имало. Меѓутоа, потеклото на финансиите со кои што тоа си го приуштиле, дали тоа е релевантно, стварно не ми интересира, така што не. Дали сметаш дека рубриката колку чини твојот аутфит е поуспешен проект од естраден лексикон? Не. Зависи што е успех за кого. За мене е многу поголем успех тоа што сум имал 35 успешно емитувани епизоди во живо со сериозно добар избор на гости и квалитетен муабет и така натаму. Сега, ако успех се по дефолт бројки, колку чини твојот аутфит оди како рил од 60 секунди и многу нормално е да помине подобро од некоја епизода емитувана на YouTube, затоа што за некој да ме гледа на YouTube мора да го искуца моето име, да ме пребарува, да ме најди, да ме гледа, да влезе со таква намера на таа платформа. На TikTok денеска може да ти излезе апсолутно секоја будала, меѓу кои и јас. Така што сакал некел и под камен да спиеш, ке ти излезе макар една епизода од колку чини твојот аутфит. Така што не мислам дека по дефолт е поуспешна, дека е погледана е. Првата сезона на Естраден лексикон број 35 епизоди, како што кажа. Дали е вистина дека имаш покането двојно повеќе гости, но истите не се одважиле на твојата покана? Што значи двојно повеќе гости, ако имам 35 епизоди, значи 7. Па добро, види, многу нормално е да поканиш тројца и еден од нив да прифати да ти дојде. Кога се емитуваш во живо, прво многу специфично е да се поклопиш со термини. Јас одев секој вторник од 21. Некој не е тука, некој е на пат, некој не може, некој има дете, на некој му е касно, некој не е спремен за долг разговор. Никогаш не сум ги зимал здраво за готово таквите изговори, ајде да речам, затоа што во моја глава биле легит. Постојат поединци кои што можеби ме разочарале затоа што не ми гостувале, но ајде да речеме дека е вистина. Сега 70 можеби се многу, ама да речеме дека 50-тина сум поканил, од нив 35 сум гостил. 37 можеби, затоа што сум имали епизоди со по 20 гости. Значи одговорот е да или не? Не. Би споделил од кого се разочара? Не. Дали е вистина
дека размислуваш естраден лексикон да нема втора сезона? Па веќе сум убеден дека ќе ја има. Во каква форма не знам. Инаку размислував, да. Пред да ја завршам првата сезона, си реков можеби е доволно, затоа што ја сватив и сериозноста на проектот и дефицитот на луѓе кои што го имаме во државата за да ги поканиш. Друга страна сум исклучително горд што имав сезона со само македонски гости, што е сериозен успех. И тука и сватив дека Македонија е плодна почва за забавно хумористични емисии, подкасти, се тоа. Меѓутоа на се му доаѓа крај, не знам, сезона 2 и толку е. Еве и ти претходно имаш искуство со, не знам, други проекти кои што подразбирале гости и сваќаш дека само ќе ги поминеш сите во еден момент. И тоа е тоа. Ке видиме, треба да има втора сезона, дека сум размислувал да нема, сум размислувал, нека одговорот биде да, иако тоа ме помина, во план е да се случи втора сезона, во кој облик не знам. Планирам малку нешто да изменам. Тоа е на есен. Од септември здравје, да. И последно прашање. Ајде. Дали нешто ми излажа вечер? Свесно не. А несвесно? Не знам, тоа ќе каже машината. Време е за резултатите. Ајде. Можеме ова да тргнам од себе? Не може. Марио Рангеловски. Ајде. За жал обидот беше неуспешен. Невозможно. Имаш паната на 9. Мом! Не. Ова не, значи, оваа машина ваша апсолутно има некаков дефект денеска. Или дека ја се препотив, па струја со мокро не оди, или тие 2% колку што постои опција да утне е утнато. 9 прашања, па што сум правил, ја седнав да те лажам. Ајде, баш ме Ајде да го интересира. продискутираме. Од колку прашања вкупно? Од 30. Па добро. Не е страшно. 1/3. Ајде. Дали се чувствуваш дека се уште не можеш да се пронајдеш себе си, ми одговори не. Па јас стварно не се чувствувам како изгубен случај. Се чувствувам како некој што знае во што ужива. Добро се релевантно е некој да има впечаток за тоа дека не можам да се пронајдам со оглед на ситуацијата дека сегде ми има, но не знам што да додадам. Јас за себе сметам дека можам да го сработам добро се она што подразбира креативна работа. И затоа сум некако раштркан на сите страни. Може има дел од тебе што не верува долу. Бе сигурно че машината го детектира, а мојот мозок не. Дали најмногу се доживаш како пејач? И тоа ли падна? Ми одговори да. Па ја дадов еден дисклеймер, се доживам како уметник. Јас не сум Витни Хјустон, ја кога ќе запеам нема ти да паднеш на задникот. Меѓутоа сметам дека ги поседувам сите квалитети за да бидам добар артист. И тоа можеби на оваа машинава ја буни некако. Не мислам дека сум ја најдобриот пејач на светот и дека мене тоа ми е животниот повик. Сметам дека целокупно артист, како изведувач, како музичар, да. Така што ете тоа нека биде објаснувањето. Дали веруваш дека заслужуваш многу повисок пласман на Звезда Гранда? Што реков ја? Не. Ти рече дека не заслужуваш. Дека ти е доволно. Подоволно ми беше. Да сум сметал дека заслужувам, ќе отидев пак да се борам за повеќе. Може би во тој момент си очекувал повеќе. Па види секогаш кога ќе ти се случи крај во едно музичко шоу си разочаран и сметаш дека се некој ти е виновен. Меѓутоа го прераснуваш тоа. Може, ете, постои нешто у мене што вика поинаку. Дали успехот на твоите музички проекти те разочарува? Знаеш што реков ја тука? Многу нешто изфилозофирав, не знам што реков. Заклучокот е дека те разочаруваат. И демек не ме разочарува, супер се проективе. Не, ти кажа дека не те разочаруваат. Па не ме разочарува. Полиграфот тука не се согласува. Чекај, прашањето е успехот. Дали успехот на истите ти има разочарано? Како поминале? Ја реков не. Ајде нека биде. Добро, не знам, све едно ми е.
Не ги доживував како успешни музички проекти за воопшто да ме разочараат. Ама добро. Ми кажа дека веруваш дека ќе се случи дуетот со Сузана. Вижу, не верувам. Ти кажи, бе. Па ја ти реков дека верувам дека ќе се случи. Може би не веруваш доволно. Па веројатно штом до сега не се случило. Чекај да се забришам. Ми кажа дека не си причината за тоа нечија љубовна врска да заврши. Да. А што вика полиграф? Дека си причината. Ама од како ја да знам дали сум причината? Може би само не сакаш нас да не откриеш. Не бре, ја не памтам такво. Дали ти е страв никогаш да не ја пронедеш вистинската личност? Што реков ја? Ама ти памтиш не? Не памтам, ти 30 прашања ми избезуми. Кажа дека не ти е страв. Не ми да имам страв, би имал, како се вика тоа, љубовофобија. Немам. Не знам. Ме загрижува фактот, види. Ама не е дека се плашам. Ајде, нека заврши агонијава више. Ми кажа дека им веруваш на јавните личности кога ќе те кажат сумата во колку чини твојот аутфит. Изгледа дека некогаш не им веруваш на тие вртогови. Ја знаеш колку пати не им верувам и кога ќе се расфрлат за часовници. Па после снимање ми викаат го сними од блиску. И ја тука сваќам колку е сата, а мене стварно не ме интересира. Ти ми кажа дека им веруваш. Не, ја ти реков дека не ме интересира. А морам да ти одговорам со да или со не, свеедно ми е. Тоа што сум го паднал, алал. Него за овие други ми е криво. И последното прашање беше дали е вистина дека имаш поканато двојно повеќе гости? Има колебање која најчесто значи лага. Може би сепак бројката е поголема од тоа што мислиш. Види, ако сум имал 35 гости или 37, да сум поканал 70, стварно не знам од кај да ги најдам тие, да ги имав тие 35 други, а одма немаше да се мислам дали втора сезон. Ја тачно знам кого сум поканил и тоа не ми се чини како уште 35 луѓе, ама све и да е толку не е ништо страшно. Туку ова тестирање завршува. Фала ти. Фала на тебе. А ние тука се одјавуваме. Фала ви што гледавте Полиграф. Лајкнете го видеото и субскрајбнете се на каналот за да гледате уште епизоди и пишете ни во коментари кога сакате да видите наредно тука. А ние се гледаме секоја недела во 21 часот.